Европскиот суд за човекови права официјално ги комуницираше представките доставени од страна на 8 лица од Сирија, Ирак и Авганистан до владата на Македонија. Лицата поднеле индивидуални жалби во септември минатата година со поддршка на Европскиот центар за уставни и човекови права. Двете организации тврдат дека практиката на незаконски протерувањето представува кршење на Европската конвенција за човекови права. Со принудното враќање во идомени се прекршила забраната за колективно протерување и право на пристап до ефективен правен лек. Ниту Македонија, ниту другите европски земји може да ги оправдуваат овие практики врз основа на наводна воредна состојба. Европскиот суд го поставува прашањето дали апликантите имале пристап до ефективен правен лек пред националните власти во рамките на значењето на член 13 од конвенцијата, каде што се утврдени нивните права. Македонската влада сега мора да поднесе писмен одговор до 18 мај годинава, дополнително на граѓанските организации и универзитетите им се дозволува да интервенираат со правни забелешки.